Планинскиот венец е долг околу 60 км и широк од 7 до 9 км. Најголем дел од планината, или околу 45%, се наоѓа во Грција. 35% е кај нас и уште 20% на територијата на Бугарија. Беласица е заштитено подрачје и во Грција и во Бугарија. Кај нас се уште не. Да се стигне до врвот на Беласица не е лесно. Со обичен автомобил е невозможно. Затоа ги искористивме вештините на Мирчо Делев, жител на Мокрино и човек кој добро ја познава планината. Белиот джип, веќе извалкан од калта, се пробиваше низ тесните каменести свиоци. Возилото пристигна до планинарскиот дом, каде има легла за оние кои сакаат да ја посетат Беласица. Тука често се организираат тури со гости и авантуристи од Бугарија и од Грција. Доколку се заштити ова подрачје, сметам дека во иднина може да биде добар туристички центар. Значи, во сите годишни периоди, реков, пролет, лето, есен, зима. Не само во еден. Значи, убавините на оваа планина не се само во еден годишен период. Таа нуди цела година убавини. Мислам дека нашите граѓани треба почесто да ја посетуваат, бидејќи овој воздух, шумските плодови и историските места кои ги има Беласица од Балканските војни, Првата светска војна, мислам дека треба да се посетат и тоа е едно доживување, секој го нема искусен. Планината Беласица, поради својата морфологија, е слабо населена во повисоките делови. Низ неа минуваат многу патишта наменети за една цел – сеча на дрва. На патот кон врвот Сечена скала има и бачило. Од подгорските села, па се дотука, нема други постојани или привремени жители. Од врвот Сечена скала на Беласица се гледаат двете соседни земји. Од тука може да се наблюдуваат и двете езера – Дојранското и езерото Керкини во Грција. Веќе со години постои план и македонската страна на Беласица да се прогласи за заштитено подрачје. Еколошкото здружение Планетум од Струмица е поддржувач на оваа иницијатива. Планетум ја покрена оваа иницијатива, ја прифатија и повеќе градоначалници од регионот, од југоисточниот регион, посебно од Ново село, Босилово и Струмица, и заедно подпишевме и меморандум за соработка за да ја покренеме оваа иницијатива за прогласување на Беласица за заштитена територија. Според валоризацијата на природните вредности, планината Беласица од македонска страна се предлага да биде подрачје од категоријата заштитен предел, што значи дека заштитеното подрачје се управува заради неговиот пејсаж. Општина Ново село, која претендира да биде екотуристичка дестинација, гласно бара поголема заштита. Ние ќе бараме поголеми можности од владата да ни дозволи поголеми заштитни подрачја кои ќе може да го заштитиме регионот на Беласица. Ние имаме заштитени подрачја околу водопадите и плюс тоа, различно од многу други општини, ние имаме околу 800 хектара на располагање шуми над Смоларскиот водопад. Во биогеографските граници на Беласица за сега постои само мала мрежа на заштитени подрачја. Тоа се Колешинските и Смоларските водопади, како и Моноспитовското блато. Сите споменици на природата. Моноспитовско блато е едно од најголемите и последните блата во земјава. Се наоѓа на границата на она што представува потенцијално заштитено подрачје на Беласица. Кон крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, Моноспитовското блато се нарекувало езеро, со длабочина од 6 метри. Локалците со посебни чамци, наречени шајки, патувале по него. Но моменталната ситуација не е добра. Блатото се узурпира и деградира. Главен проблем е загадувањето поради несоодветниот третман на отпадните води.
Дополнително, реката Струмица и незините притоки се користат за наводнување земјоделски површини, што влијае на нивото на блатото, особено во летниот период. На регионот не му недостига вода. Во подгорските села овој ресурс го има во изобилие. На само еден потпад во иста линија се наоѓаат сите беласички водопади. Административно, Габровскиот е на територија на Струмица, а Колешинскиот и Смоларскиот под Ново село. До нив има патокази, асфалтиран пат, обележани пристапни патеки, канти за отпадоци. Габровскиот е најмалиот од трите подгорски водопади, но за разлика од Смоларскиот и од Колешинскиот, Габровскиот не е под заштита. Габровските водопади исполнуваат неколку услови од Законот за природа за да бидат заштитени. Доколку би се случило ова, управител на локалитетот би бил општината Струмица, која преку комуналното претпријатие и сега се грижи за него. Колешинските водопади пак се наоѓаат на листата на заштитени подрачја во групата Споменик на природата. Селото Колешино и околното подрачје е едно од неколкуте места каде што може да се сретне кралската папрат, Осмунда регалис, редок вид на папрат. Според податоците на општина Ново село, која е и управувач со локалитетот, Колешино е едно од најпосетуваните места во општината, со околу 400 посети дневно во летните месеци. Коритото на водопадите не е оградено и посетителите со цел да се фотографираат се качуваат по карпите под водопадите, па веќе се забележуваат и некои оштетувања.